Почитувани гледачи, гостин во студиото на телевизија Кочани е господинот Максим Димитриевски, градоначалник пред се на општина Куманово, велам градоначалник пред се, тоа прво го кажам затоа што се работи за успешен градоначалник. Втора работа е лидер, председател на едно здружение, едно граѓанско движење кој има амбиции да прерасне во политички фактор во државата. Предпоставам кој сака да промени многу состојби, од кој дел или најголем дел од граѓаните не се задоволни. Ми причинува чест да биде гостин во нашата студија, да го представам во Кочани за прв пат и низ разговорот да дознаете која е целта на оваа посета на општина Кочани и понатаму кои се неговите планови, визии и видувања за она што значи политички момент во нашава држава и се разбира државата на меѓународен план. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Кочани. Добро вечер и на вас, добро ве најдов и поздрав до гледачите на вашата телевизија. За мене е чест што вечер вас сум во Кочани, што ќе разговараме и во вашето студио на повеќе теми, но и ќе се сретнеме со дел од кочанчани кои што дојдоа до иницијатива за формирање на едно здружение за наши Кочани по примерот на здруженијето за наши Куманово. Така, вие веќе почнавте во тој дел. Она што би требало да биде прво прашање, која е целта на посетата и што очекувате од вечерашнава посета на Кочани? Може да се продолжи со тоа колку го вие познавате Кочани. Па, Кочани го знам дека е градот на Оризот. Имам доаѓано во повеќе наврати и во приватна посета, не многу во службена посета. Имам голем број на пријатели, лични пријатели, семејни пријатели, па Кочанчани се вреден народ, вистински македонци, кои што ги вреднуваат првично нашите основни, темелни вредности, а тоа е да се сака државата, да се сака собствениот град, да се сака собствената нација и мислам дека е создадена една позитивна клима, не само во Кочани, туку во целата држава, да говориме многу поотворено, многу попрагматично и да делуваме, не само да говориме, туку и да делуваме, за да ги смениме работите на подобро. Не сте случајно во Кочани. Која е целта на денешната посета? Тука сум на покана на дел од иницијативниот одбор, кој што го формира Здруженијето за наши Кочани и секако да го представам нашиот пример, како тоа ние го направиме во Куманово, да ги споделиме нашите искуства, така е. Видејќи примерот Здруженијето за наше Куманово се роди во периодот на изборите, локалните избори, каде што група на граѓани ја поддржаа мојата иницијатива за независен кандидат на последните локални избори и советничката листа. Извојувавме една апсолутна победа на локално ниво, успеавме сами со поддршка на граѓаните да ги победиме сите политички партии. Да, бевте хитнати и партиите од позицијата и од опозицијата, и сите блок на етнички албански партии. И дополнително сум многу горд на своји кумановчани што препознаа нешто. Сега се обидуваме да им се раздолжиме со имплементација на голем број на проекти, да го менуваме ликот на градот, бидејќи граѓаните сакаат да живеат во убави места. А во меѓувреме создадовме едно граѓанско движење кое што е во моментов невладина организација, се вика за наше Куманово. Во меѓувреме дојдоа такви иницијативи од градот Борец Прилеп. Формираме едно такво здружение и го пренесуваме нашето искуство и во Прилеп, дополнително во Крушево, па добивме покана и во Тетово. Еве вечерва тука сме во Кочани. Значи Кочани е четврто тука некаде поред. Па Кочани е пето, но воопшто сите сме исти. Она што е многу битно, нашата цел е да се вратиме на крушевските и асномските корени на Македонија, бидејќи сметаме дека таквата идеологија се изгуби некако во општественото делување, особено во политичките субјекти, од кои што граѓаните се апсолутно уморни, бидејќи цело време си ја префрлаат топката едни на други и се менуваат на местата во делот на менаџирање со државата. Граѓанинот е секогаш ставен во трет план, не во втор. Значи, во прв план е политичарот, во втор план е наводно граѓанинот, но всушност се семејствата на политичарите и дури во трет план се граѓаните, а за државата и да не зборувам. И сметам дека ваквите организации кои што ќе се формираат на ниво на целата држава ќе успеат до престојните парламентарни избори
да се организираат и заедно да се трансформираат во едно граѓанско, сеопшто граѓанско движење, кое што ќе учествува и ќе земе учество на следните парламентарни избори, ќе генерира нови кадри кои што ќе успеат да наметнат нови политики, да дадат креативни решенија како тоа да си ја вратиме државата назад на граѓаните и да ја направиме секако поубаво место за живење, да ставиме крај на корупцијата, конечно, бидејќи во континуитет слушаме дека сите се борат против корупцијата, корупцијата расте и се развива во државата. Значи, вчерашниот пример и онаа што го слушнаме само кој се стана судија во оваа држава, укажува дека ние всушност се повеќе и повеќе навлегуваме во феноменот на заробена или приватна држава, а тоа значи дека одреден број на семејства на државно ниво, без разлика дали доаѓаат од опозицијата на централно или локално ниво или власта, заедно со своите политички партнери од албанскиот блок, ја узурпираат и приватизираат државата. И за нив буквално во државата може се, и узурпацијата последна е на судската власт, која што нели, впрочем, сите ние, особено кои што сме студирале право, учиме дека тоа е независна власт, но за жал не е така. И изборот на обвинителството, и изборот на судиите, тоа го потврдува, што значи дека ние имаме класичен, да не кажам, слободен пазар, на кој што се пазарат политичките субјекти помеѓу себе, а граѓанинот секогаш извисува. Па со кого да го промениме тоа, ако не со граѓаните? Затоа сум вечерва тука во Кочани, заедно со такви истомисленици, да им понудиме на кочанчани и нови алтернативи, и верувам дека кочанчани тоа ќе го препознаат и ќе се вклучат во таквите движења. Препознавате ли во овие посети на Прилеп, Кочани, имате контакти со Гергелија, рековте, кај граѓаните дека имаат соодветна реакција на оваа иницијатива, затоа што навистина за голем дел од населението некако состојбата е навистина драматична или критична од повеќе аспекти на внатрешен план и на меѓународен план. Па видете, многумина нас се обидуваат да не доживеат како политички субјект. Ние не сме политички субјект. Ние во оваа фаза сме граѓански невладини организации кои што се занимаваат со комуни работи, со работи во секојдневното општествено делување, кои што имаат за цел да се приближат до граѓаните и да направат одредени работи кои што се добри за граѓаните. Дали се тоа хуманитарни акции, трибини, освестување на граѓаните и така натаму. Но секако дека една од следните фази ќе биде и политичкото делување. Зошто? Бидејќи вие не можете да промените нешто во државата доколку не сте составен дел на власта. Еве ќе го земам Куманово. Да, Куманово се менува во моментот и мислам дека може многу подобро и повеќе да се менува, но се менува од моментот од како власта е преземена да се менаџира на ваков начин. Не само јас. Јас како единка не можам ништо. Создаден е цел тим на луѓе кои што интензивно работи секојдневно на решавање на проблемите на кумановчани. Зошто тоа да не го пресликаме на ниво на цела држава? Зошто ние да не ги активираме граѓаните да се вклучат во едни вакви граѓански движења, по примерот на една Словенија, по примерот на соседна Бугарија, по примерот на многу држави во регионот кои што направија политички и општествени промени во своите општества. И да им кажеме крај на лошите навики во делот на лошото практикување на власта. Бидејќи 30 години Македонија е независна држава. И ние гледаме дека се менува една партија, па доаѓа друга партија. Но во континуитет е еден ист коалициони партнер, тоа се вика ДУИ, и всушност тој од сенка во минатото, а денеска и отворено, владее со државата додека останатите политички субјекти му користат чисто како привезок. Значи, денеска Али Ахмети управува со државата. Ние не можеме да живееме во држава во која што ќе се чувствуваме како малцинство. Значи, ќе мора да го промениме тоа. Од друга страна, се јавуваат многу фрустрации, особено кај младите луѓе. И многу пати се поставува прашањето и се вели, да, таа работа не може да се реализира во државата, бидејќи албанскиот политички фактор не се согласува со тоа. Но никој никогаш не си го поставил прашањето, а што ќе се случи ако еден ден поради енормните фрустрации, бидејќи младите луѓе веќе сметаат дека ние живееме во еден тип на апартхејд. Речат, па ние веќе не се согласуваме од македонскиот блок со овие политики и не сакаме повеќе да живееме вака. Дефинитивно ќе генерирате конфликт. Тоа значи дека ние ќе мораме на политички план да го превенираме таквиот конфликт, бидејќи сакаме да одиме државата напред, не да се враќаме во ретроградните процеси.
Тоа значи политичка промена. Промена на пристапот во политиката. Сите велат политичарот е слуга на граѓанинот. Но јас не видов ниту еден практичен пример како политичарот му служи или му слугува на граѓанинот. Во секоја ситуација политичарот е над граѓанинот. Мора да го промениме тоа. Значи, за да бидете и да се занимавате со политика, првенствено граѓаните ви даваат одговорност, но со одговорноста одат и одредени привилегии. Но првенствено главната одговорност е да носите одлуки во името на другите и на останатите, бидејќи за самите одлуки потоа постојат и последици. Ги собирате лоборихите, но секако ја носите и одговорноста за вашите погрешни одлуки. Затоа сметам дека треба да се излезе на следните парламентарни избори со нов политички капацитет, со нова кадровска политика, со нови сили, со луѓе и од лево и од десно, кои што никогаш во рамки на самите политички субјекти не добиле можност. Зошто? Бидејќи самите политички субјекти, јас го знам сопствениот пат во СДСМ и пример како беше. Вие да дојдете на одредена позиција да бидете кандидат, треба да поминете многу и во меѓувреме треба да покажете многу лојализам кон лидершипот, за да можете да дојдете во позиција да станете кандидат за одредена позиција. Па макар тоа да се работи и за еден локален лидер на политички субјект. И многу луѓе кои што биле квалитетни, кои што биле креативни и кои што биле независни во својот ставот, мисла и идеја, всушност немаа добиена шанса. Еве, ние сакаме да им дадеме шанса. Затоа ние сме тука вечерва во Кочани, кога дојдоа група кочанчани кај мене да разговараат, да им ги пренесам моите искуства. И ме прашаа, што мислите вие за локалниот лидер на нашето локално здружение? Им реков, лидерот ви изберете си го вие. Тоа е ваша одлука. Бидејќи ако сметате дека некој од страна треба да дојде да ви го бира лидерот, мислам дека тоа е погрешен пристап. Затоа во нашето здружение, ќе зборувам за Куманово, имаме и поранешни членови на СДСМ и поранешни членови на ВМРО, но многу голем број на неопределени граѓани кои што никогаш не биле активни во политиката. Ние за неполна година успеаме да генерираме членство во здружението над 1000 членови, што тоа не може да го постигнат и некои организирани политички субјекти. Но ние не ги присилуваме граѓаните да дојдат, туку ние сме отворени, со нашиот транспарентен пристап, отворено дискутираме, разговараме со секој, на секој се обидуваме да му најдеме шанса, да му дадеме можност, во рамки, нели секако на можностите, но дополнително и да ја укинеме онаа стара пракса, дека секој партиски член или партиски војник треба да биде во привилегирана состојба во однос на обичниот граѓанин. Ние имаме намера да дадеме значи шанса на квалитетот во однос на партискиот квантитет. И тоа е нешто што сметам дека во овој момент би требало да ги привлекува младите луѓе и затоа е евидентна нивната поддршка и верувам дека тој пример ќе се следи и тука кај вас во Кочани. Така, во плуралистичка Македонија имаше повеќе обиди да се понуди трета опција. На времето Тупурковски можеби имаше добра идеја, па имаше можеби проблематичен коалиционен партнер и да не ги набројуваме наваму и Тито Петковски и така натака. Меѓутоа сето тоа неко се стиша. Тоа беше уште на старт со политички идеи. Односно како политички партии настапија. Вие малку забележувам предпазливо настапувате се УЦС здружение на граѓани, го пипате, би рекол, пулсот на оној обичниот човек на кој му е доста од премногу политика, од премногу политика, а премалку добар живот. И можеби затоа ќе настојувате да речеме да привлечете што поголем број на граѓани, на луѓе кои понатаму по патот оној политички, кога ќе стигнете до тоа да формирате политичка партија, да влезат зрели, да бидат свесни дека сакаат нешто да променат. Секој кој што сака да работи за Македонија, за македонскиот народ, за сите етнички заедници кои што живеат во нашата држава, е добре дојде. Без разлика какове во социјалниот статус, какове во политичките убедувања, какове по етничка или верска припадност. Секој на еден или друг начин може да придонесе. Секој, секако, она што е најбитно, да се држи до идеологијата на здруженијето. Дека ние имаме само една држава, таа држава е наша. Ја создале нашите предци, е Македонија. Иако се вика по уставот Северна Македонија, таа за нас е Македонија, била наша и треба да остане на нашите деца. Тоа е основната
звезда водилка на овој пат. Значи, секогаш ќе бидеме ориентирани кон звезда Деница. Така, Куманово Кон северот. Македонија во мало. Куманово Апсолутно. бидејќи има многу мултиетнички, нели таму општина во која имате и албанци, и срби, да не набројам понатаму. Тоа на некој начин и би рекол ајде отскочна штица за она што значи и во државата. И ние сме како држава мултиетничка. Какви се односите пред се во Куманово на таа релација и како тоа би можело позитивно да се преслика на ниво на држава, бидејќи во контекст на она што рековте дека сега Дуи предличи во власта во Македонија, тој диктира на некој начин. Можеме ли тоа да го во некој догledно време да го Кумановчани не се разликуваат во менталниот склоп генерално од останатите градови во државата. Сите ние, и македонците, и генерално сите етнички заедници, впрочем сите балканци, сме темпераментни луѓе. Иако многу пати дозволуваме да ни поминат и преку глава, и особено ова што во моментов се случува, дури молкот кој што се случува е поголем од срам. Поминавме низ такви тешки моменти. Толку голем број на навреди дојде и од страна и од соседството, некако прелесно го сожвакавме тоа. Некои тоа го дефинираат како политичка мудрост, други како тактика. Јас сметам дека секој човек кога некој ќе се обиде да ви укаже дека грешите, треба да го сослушате. Но штом ќе ве удри, нема треба да му го вртите другиот образ. Иако Библијата тоа го налага, сепак сметам дека на акција треба да следи реакција. И едноставно правило постоја, тоа се вика спрема брадата и бричото. Од премногу виткање на кичма и од преголема познизност кон останатите, ние дојдовме на ова дередже, кај што сме. Доколку такви беа нашите предци во минатото, ние денеска немаше да имаме држава. И видите, сега ние имаме држава, независна Македонија, за која што се дадени жртви и жртви. Кои биле жртвите? Повторно нашите предци. Кој бил иницијаторот за таа независна Македонија? Македонскиот народ. И дел од етничките заедници кои што живееле на овие простори. Сме добиле држава, ја имаме, и секој дневно при очи ја губиме, и никој од нас не реагира. И тоа е недозволиво. Видите, власта е сладка, но државата е приоритет. И затоа сметам дека има перспектива за Македонија. Зошто? Во Македонија се раѓаат македонци. Луѓе, млади луѓе кои што сакаат државата. Едноставно треба да најдеме да допреме начин да допреме до нив, да видат дека ова што ние го говориме всушност е вистина. Дека првенствено ние веруваме во тоа и да ги убедиме да поверуваат и тие, за да тргнеме заедно да си оправиме државата. Бидејќи никој нема да дојде од страна да ни оправи државата. Инаку кога споменавте Куманово. Куманово е една добра и успешна приказна мултиетничка општина. Македонскиот народ и уште 9 етнички заедници се представени во Куманово. Еве, на последниот попис имаме и бугари кои што се пописале, или јас ги почитувам како мои сограѓани, дури во мојот кабинет имам и едно од нивните национални знамења и тоа го почитувам. Но барам почитување максимално на мојот народ и на сите граѓани и на мојот град и на мојата држава Македонија. И Куманово е една позитивна приказна. Но видите, во државата се говори за соживот, мултиетничко општество. Дури поедини професори универзитетски почнаа да измислуваат еден феномен мултиетничка држава, што како феномен во дефиниција на теорија на држава и право не постои. Постојат прости и сложени држави. Простори те се монархии и републики, сложените се федерации и конфедерации. Мултиетничка држава како феномен не постои и е недефинирана. Може да постои општество кое што се креира како мултиетничко и тоа е добро придобивка за сите. Ние тоа го користиме во Куманово. Но од друга страна и лицемеријето во јавноста, особено на политичката елита кога зборува за соживотот е преголема. Зошто? Па нас ни се поделени децата во забавиште. За каков соживот ние да зборуваме? Кога јас имам еден куп на основни и средни училишта, освен во 2, ние немаме во други училишта паралелки кои што учат на ист брат.
Да не зборувам за мешани паралелки. Од друга страна, се создава една слика за Македонија дека не создава мултиетничко, туку создава биетничко општество. Затоа ние донесовме одлука на Совет во службена употреба покрај македонскиот и албанскиот јазик да се употребуваат и јазиците на останатите етнички заедници. Во овој момент и српскиот и ромскиот јазик. Зошто? Па ако имаат сите етнички заедници да имаат права, а не да имаат привилегија само една или две. И едноставна работа. Македонскиот народ е основоположник на македонската држава, заедно во соработка со останатите етнички заедници. Но да не заборавиме, на овие простори сме имали голем број на домашни предавници. И во нашиот народ, но и во етничките заедници. Значи сме имале проблеми од секаде. И ние треба да ја учиме таа историја, да учиме од грешките, за да не дозволиме да не се повторуваат. И денеска македонецот се наоѓа во една сериозна национална криза. Значи, нас не негираат во континуитет нашите соседи од соседна Бугарија, во еден само иницииран проблем, кој што го отвараат тие, каде што отворено ви велат дека не постои македонскиот народ, дека македонскиот јазик е составен дел на бугарскиот јазик, дека тој е дијалект на бугарскиот јазик, дека ние како нација постоиме од 45-та и дека наводно Тито не е измислил нацијата. И при тоа велат дека оваа територија ни доаѓаат во собствената држава, примери како Ковачки и останатите. И не велат дека Бугарија е од Црно море до Охрид и обратно и така натаму, и Скопје е еден од поубавите градови во Бугарија. Како го доживеа новинарите од бугарската телевизија интервјуто со вас, кога вака народски речено им лепнавте во лице многу аргументи на кои не им се допаѓаат како бугари? Не знам, јас не сум имал можност да ги прашам вашите колеги. Јас го гледав она што го пренесо како интервју и така нема баш. Мислам, имав чувство во студио дека не им е пријатно. Да, на тоа мислам. Дека не успеа некако да исконтролираат работата, но видете, тоа е вистината. Да. Не треба да се бега од вистината. Тоа се реални факти. Јас само кажав одредени зборови, дури и цитати на одредени лица кои што јас ги имам слушнато, кои што се од Бугарија. Зошто тоа соседна Бугарија никогаш не го споменува Бледскиот договор? Таму пишува се. Каде се обврските на соседна Бугарија од Бледскиот договор? Па ние имаме толку многу пријатели во Бугарија. Видите, не е проблемот помеѓу народите. Не, тоа сигурно. Македонците и бугарите имаат одречни релации. Секогаш во секоја средина има исклучителни случаи кои што се националистички настроени и се користат со негации. Да. Особено од нивната страна кон нас. Но од друга страна вие имате безброј примери на родбински врски, пријателства, контакти, бракови мешани и така натаму. Но за жалење е денеска во 21 век. Кога седев таму во студиото, всушност сватив дека во соседна Бугарија ништо не се променило од периодот на комунизмот па до денеска. Дека истата реторика која што била негирачка кон нас не се променила до ден денеска. Дека вината се бара во нашата страна. Видите, во кого? Во Македонија? Па кого нападна Македонија во својата историја? Дали ние некогаш некого негиравме? Не. Дали ние некогаш некого окупиравме? Не. Дали некогаш некого повредивме? Не. Секогаш атакот бил кон нас. Сите сакале да отцепат парче македонска земја, да направат асимилација на македонскиот народ. И денеска во 21 век, кога ние разговараме за евроинтеграција, а зошто евроинтеграција? Па ние сме природно во Европа. Сакаме да влеземе таму токму поради причините што се почитуваат правата на помалите народи. И Европската заедница на јагненот и челикот, која што е формирана како таква, е всушност една унија на народи која што свесно е формирана да ги заштити правата на малите народи. Таму кај што посакуваме да влеземе ние, всушност држави членки не негираат и ни велат дека вие не постоите, тоест постоите од пред 40, 50, 60 години. Ајде да ги прашаме нашите предци што биле. Вашите дедовци, прадедовци и сите наши предци, па се знае што биле. Биле македонци. Ништо друго не се чувствувале. Доколку се чувствувале нешто друго, ние би припаѓале веќе и би биле во составен дел на тие држави. Него изнајдоа економски начин со издавање и штанцање на бугарски пасоши во државата. Знаеме дека наши сограѓани во најголем дел истите тие пасоши ги земаа поради економски причини. Да можат да идат, да патуваат, да работат во странство.
особено во земјите на Европска унија, зошто не се задоволни од тоа што се случува овде. Впрочем, не се задоволни ни нивните граѓани, се исели од нивните држави и денеска се користат тие бројки за присилна асимилација. Реално да ги праќашате луѓето. 99% од тие кои што ги земаа пасошите никогаш нема да ви се изјаснат искрено дека они се чувствуваат за бугари. Но тоа бугарската држава го форсира. И сега ние во 21 век да разговараме за етничка припадност, да разговараме за историја, па не можеме да имаме ние иста историја. Ние можеме да имаме наша уникатна, унисона историја која што нашите предци ја создавале, а денеска нашите деца треба да учат. Како е тоа ќе дојде некој од Бугарија да ми прави цензура на собствените книги од кои што моите деца ќе учат. И на сето тоа нашата политичка елита, нашето лидерство го прифаќа во континуитет. И во континуитет создава... Ќе стигне до некаква придобивка лажна, ама со тоа веднење глава кичма рековте... Па јас мислам дека многу повеќе се обидуваат да се додворат, а и самите не знаат на кого. Зошто? Ако влезат во суштина, таа Европска унија се бори за други вредности. Ако ги следите сите изјави околу актуелниот француски предлог, например, ќе се вратам и тоа што се случува со Бугарија, ќе видите, првично го отфрлија предлогот. Па потоа им испрати порака председателот на државата, не го прифаќајте предлогот, браво, така треба, ги охрабри владата и сите. Па откако се вратија, дојде модифициран предлог, па адхок го прифатија и на крајот председателот на државата излезе и вели, па јас го пишував тој предлог заедно со нив. Па кој кого манипулира? И па не е дозволено ако добиете јавна функција да ги манипулирате граѓаните, бидејќи тие кои што не бираат нас, не сме ние тие политичарите кои што ги избираат граѓаните. И на крајот на краиштата, еве ги следат изборите и сите тие поединци кои што ги правеа сите тие преседани, кои што носат лошо на државата, всушност ќе поднесат одговорност. Каква одговорност ќе изгубат на избори, нема да добијат подршка. А дополнително, ако ми дозволите уште само ова, значи дополнително нашиот најголем стратешки партнер на државата се Соединетите Американски држави. Впрочем, на хартија ние единствено и со нив имаме подпишано договор за стратешко партнерство. Истата таа држава и мисли добро на оваа држава, без разлика на сите оние приказни кои што кружат во кулуарите дека не почитуваат, не сакаат. Не е точно. Значи, тие се зад нас. Ако ги следите внимателно нивните ставови, нивниот помошник државен секретар излезе со став со кој што рече прашањето помеѓу Бугарија и Македонија е билатерално прашање кое што треба да се решава на билатерално ниво, но не треба да биде пречка на патот на Македонија кон полноправно членство во Европската унија. Принципиално. Тоа значи, немојте да дефинирате едно билатерално прашање како мултилатерален проблем. Со прифаќањето на францускиот предлог, всушност ние прифативме билатералниот проблем кој што е наметнат од страна на Бугарија кон Македонија, повеќе да не се дискутира на релација Скопје-Софија, туку следните преговори кои што ние ќе ги водиме со Европската унија. Па со кого имаме проблем со името? Со Европската унија, со идентитетот, со јазикот и така натаму, со Европската унија или со Бугарија. Од друга страна, дополнително се вложуваат дополнителни дипломатски напори од страна на соседна Бугарија да се изврши дополнителен притисок. Се донесоа одредени одлуки на нивното собрание кои што ги забетонираа нивните ставови, а нашата политичка елита делува како раштиман оркестар. Затоа е час повеќе потребно да се создаве еден нов облик на делување, граѓански облик на делување, кој што ќе ги седне на маса левите и десните, кој што ќе ги принуди да потпишат една национална платформа на македонскиот народ, бидејќи недозволиво е некој од друга етничка заедница да ги креира стратегиите на мојата национална стратегија, дали јас говорам на македонски или не говорам на македонски начин. И дури потоа, откако ќе бидат изградени тие ставови, подвлечени,
тогаш секој нека делува на политички план како сака. И СДСМ на свој начин, и ВМРО на свој начин, и малите политички на свој начин, а можеби и ние доколку се трансформираме во политички субјекти или движења и доколку добиеме поддршка од граѓаните. Но мора еднаш за секогаш да се подлече таа линија. Бидејќи видите, ние потпишаме меѓудржавен договор со Бугарија. Но прашањето е дали по потпишувањето на договорот за пријателство и добро соседство имаме подобри односи со Бугарија или полоши. Па видите, тоа што успеа Киро Глигоров и Желју Желјев да го приближат, сега со години е оддалечено. Зошто со подпишување, непромислено подпишување на еден договор кој што е лош договор како резултат на лошите дипломатски искуства и практики кои што беа применети во преговарачкиот процес при подпишување на договорот. Зошто? Затоа што Македонија ја уништува собствената дипломатија. Видите, ние немаме аматеризам на некој начин. Апсолутно аматеризам и тоа до коска, како што велат граѓаните. Зошто? Видите, дипломатијата е занает. Во политиката имате 3 нивоа на напредок. Едниот ниво е лидерство. Второто ниво е државник и третото ниво на трансформација највисока е дипломат. И сега вие, за да создадете еден дипломат од кариера, ви се потребни години и години дипломатско делување и искуство. Како ќе го создадете кога пола Министерство за надворешни работи ви се кадри кои што се влезени партиски, од вчера немаат блага врска со дипломатија. Прво вработување дипломат. Или погледнете ги половина од ресорните министерства, особено овие за борба против корупција, Министерство за внатрешни и така натаму, кај што советниците на министрите им се прво вработување е советник на министер. Во војска не бил, тој води ресор одбрана, води ресор полиција, да не кажам сега ја водат и државата до душе, тоа стана нормална пракса. А и овие што нема обврска да одат по закон во армија и да служат, ама мојата генерација имаше обврска. Па половина дезертираа, ги немаше никаде, се правеа инвалиди, денеска ги гледаме како одат пред војнички ешалони, водат државе, менаџираат со круцијални ресори. А тоа е лицемерие кон сопствената држава. Тоа во сериозна држава не може да се случи. Апсолутно. Ама да сме живи и здрави и да видиме што ќе се случи. Јас верувам дека народот е свесен низ какви процеси се поминуваме ние и час поскоро сака да постигне момент на кохабитација која што ќе доведе одредена политичка елита која што со многу поголема одговорност ќе ги менува работите, плански и систематски. И го споменавте господин Тупурковски. Да, тоа беше еден добар обид и господин Тупурковски во тие моменти имаше можеби милиарда да понуди. Ние ги немаме тие пари. Но имаме голем број на идеи кои што се реални идеи и бараме голем број на стратешки партнери кои што ќе дојдат од надвор, но ќе побараме и внатре. Бидејќи многу пати трчајќи по странските инвестиции забораваме на домашните инвеститори. Во Македонија се уште има капитал. Ние не можеме да постигнеме добри меѓу соседски односи со Република Бугарија доколку не го развиеме економскиот развој и не се помешаме едноставно да дојдат бугарските инвестиции тука и наши инвеститори да отидат во соседна Бугарија. Само на таков начин, со создавање на заеднички партнерства, всушност ќе се релативизираат ваквите лоши искуства. Така. Верувате ли дека идат следуваат процеси кои ќе донесат, би рекол, нешто подобро за Македонија и на меѓународен план, дали Европската заедница тука ќе ја одигра таа главна улога, колку американскиот фактор ќе влијае да на некој начин да им влијае надеж на граѓаните, поголема надеж од она што имаат. Јас сум оптимист дека Македонија можеби во моментов стагнира во делот на интеграциите, но ќе дојде момент кога интеграциите повторно ќе се актуализираат. Она што многу повеќе ме плаши, тоа е нивото на мито и корупцијата во државата, дека државата не може да се избори со тој феномен, кој што реално е создаден од страна на тие кои што ја менаџираат државата. Јас бев составен дел на таа иницијатива за промена на претходната власт. Верував во едно општество за сите. Верував дека нема правда, нема мир и дека ќе дојде правдата и мирот. Но видите, борбата едно општество за сите се трансформираше во едно општество за неколку фамилии повторно.
И тоа против што се бориме сега во многу пософистицирана форма. Особено вие во источниот дел на државата многу добро го чувствувате тоа. Зошто? Да. Живеете во помали места, секој секого знае и точно знаете кој со кого на кој начин и како е поврзан. Едноставно само се променија луѓето кои што ги менаџираат процесите. Суштински ништо не се промени. Каде ви е одговорноста? Па не може само еден Милија Накиевски во државата да биде одговорен. Има многу повеќе. Всушност, кај се сценаристите и режисерите? Ние денеска живееме во држава во која што тие кои што одат на издржување на казна затвор си ги бираат затворите кај ќе лежат затвор. Да. Кај тоа го има? Тоа го нема во ниту една држава. Ние живееме во држава во која што осуденик излегува од затвор, прави ново кривично дело и повторно се враќа нормално во затворот. И никој не одговара при тоа. И тоа во континуитет се случува. И од друга страна, фиктивно менување на функционери. На 200 функционери бреа сменети во еден ден. А видите, ги менувате ти од вториот и третиот ешелон. А оние главните се исти функционери веќе 6-7 години. Видите, во владата имате министри кои што се министри уште од пржинска влада, од широката влада, од коалиционата влада. И тие се незаменливи. Немаат никакви резултати. Па се измешани вредностите. Министер за одредени безбедносни работи, всушност не се занимава со борба на криминал и корупција, туку со градба на реконструкција на одредени објекти, станици и така натаму. Па ако си сакал бе човек да бидеш министер за локална самоуправа, си требал да бидеш или градоначалник, зошто си земал еден таков крупен ресор кој што не знаеш да го менаџираш? И така вредностите се сменети. Дали има можност да се промени нешто? Да, секако има. Но првенствено, ние не треба да го гледаме нашиот излез само кон полноправно членство во Европската Унија. Македонија има капацитет, има ресурси. Видите, денеска кога дојдов на кај Кочани, половина Кочани гореше. Од сите страни, значи запален огин. Да. Тоа е сламата по Многу лоша пракса. Да. Но не видов никој од луѓето, од институциите на системот, на лице место да реагираат на тоа. Тоа значи дека системот крахира. И тоа се случува во сезона. Да. Но се случуваат и многу други покрупни работи. Никој повеќе не верува на системот дека има соодветно решение. Значи, се афирмираат позорникари полицајци. Ги нема никаде. А полицајци секој ден се повеќе во полиција. Да. Значи, зборуваме за безбедноста. Армијата е таа која што ужива највисока доверба во државата. Секој чест на армиските припадници, видите, не дозволува да се примаат кадрите по партиски основни, или рековме дека ќе ги деполитизираме сите тие институции. И велите од една страна нема да бидат припадниците членови на политички партии, началници на пола полициски станици ви се членови на одредени политички партии, а во избори ви се главни активисти во изборниот процес. Па нели така владееше Груевски? И сега го смениме Груевски, доведоме други. Па зашто се боревме ние? Зошто ни крше глави во собрание? Зошто бевме таму? Јас верував во тоа, верував во таа идеологија. И на крајот видов дека сето тоа не функционира, се спротивставив, јас се конфронтирав со раководството на мојата партија во момент кога мојата партија уживаше апсолутна власт. Да, и на локално и на централно ниво. Така. Може би во тие моменти можев да премолчам и јас ќе имав обезбеден мандат уште еден градоначалнички како партиски кандидат. Но не сакав да продолжам да бидам составен дел на такво нешто, бидејќи јас така власта не ја доживувам. Јас власта ја доживувам ако граѓаните се задоволни од мене. Се радувам на секој реализиран проект, без разлика дали е уличка, атмосферска, фекална канализација, заедно со моите граѓани. Видите, се радуваме во 21 век на реализирана улица. Мислам, звучи жално, но тоа е нашата реалност. Да. И каде е решението? Ние мораме Македонија да ја направиме самоодржлива држава. Што значи самоодржлива? Да произведеме доволна храна, со која што ќе си ги заситиме домашните потреби. Да дадеме еднакви можности на сите производители на храна. И па не може сувремеснатите производи кои што доаѓаат од увоз од странство да се поевтини од нашите сувремеснати производи, кога и во соседна Србија, и во соседна Хрватска
произведуваат од истото аргентинско или шпанско месо со меснати производи, но го увезуваат со ниска царина и ни го препродаваат преработено. А нашата домашна месопреработувачка индустрија стои и крахира. Зошто тоа го правиме? Некој треба да води сметка за тоа. Дополнително треба да се стимулира сточарството, да се укрупнуваат парцелите, да се инвестира реално во земјоделието. Што тоа значи? Не може субвенцијата да биде стимуланс за земјоделец. Субвенцијата те е потребно да биде стимуланс да произведете уште поголема и поквалитетно добро следната година и откако ќе ја добиете субвенцијата да бидете пример за останатите како треба и на кој начин да се третира и обработува таа плодна површина за да се добијат поголеми приноси по хектар и дополнително да добиете награде. Видите, сега имаме илјадници хектари необработено земјоделско земјиште во државата, за кое што тие кои што го добиле да го работат, всушност реално не го работат, а добиваат субвенции. Па тоа е кражба на државниот буџет. Од друга страна, најголемите социјални трансфери во државата се всушност преку Министерството за труд и социјална политика. Јас ќе ви кажам пример на Куманово. Некаде пред 10 години имавме на 22.000 вработени. Сега официјалната бројка е нешто под 12.000 вработени. 2/3 од таа бројка всушност се лица кои што немаат завршено основно или имаат завршено основно образование. Тоа значи неквалификувана работна сила. Сега се отвори нова инвестиција во новата индустријска зона, се бараат 50 вработувања. Тоа најдовме 50 луѓе да вработиме. Сите сакаат да работат во државни институции, никој не сака во приватни субјекти. Човекот нуди 500 евра плата по физички работник. Што тоа значи? Тоа значи дека општеството е дојдено на ниво на катарса. Па како ќе работите вие кога добивате социјална помош од државата во износ од 13.000 денари? Вие толку, сопругата толку, тоа се 26.000 пример. Имате вие некоја обврска кон државата за тие пари? Па дај покажете општествена одговорност. Ајде барем еднаш месечно или еднаш неделно дојдете во јавно предпријатие комунално чистота и зеленило па собирајте лисија. Одработете за тоа, не можете ние да ве плаќаме вас и вие да живеете на увод, да собирате отпад по градот и да го испрлате во реката и да загадувате дополнително. Значи, тоа е општо неприфатливо. Министерството за труд и социјала. Труд и социјала. Се трансформираше во Министерство за социјала, а заборави на трудот. А работникот е спуштен на дното во општеството. Па тоа е недозволено. И ние ќе понидаме нови политики, со кои што ќе покажеме само одржливост на Македонија. Македонија има сонце, Македонија има доволно неплодни површини и може да производува електрична енергија. Но не електрична енергија која што ќе влегува во приватни џебови и приватњаци ќе го собираат профитот. Туку првенствено профитот ќе го собираат јавните приватни партнери на општините и на државата, кои што ќе понудат поголем процент од производството затоа што им го рентаме сонцето, им ја рентаме земјата, таа е на граѓаните и дел од производството ќе вратат кон граѓаните, кон државата. Со тоа ќе го обезбедиме само одржив. Во моментот не враќаат ништо. Зошто? Буквално фиктивно и добиваат, но и фиктивно ја контролираат цената, по која цена ќе се продава електричната енергија. Јавна тајна е кој се застапен во бизнисот со електрична енергија. Кој го праќа тоа на крајот? Го праќаат граѓаните. Видите? И јас како човек и луѓето во мојот тим и сите овие здруженија кои што ги формираме, всушност сме обединети околу ваквите ставови, да ставиме крај на ваквите појави. И една за секогаш, на прво место не е спорно, правете профит, ако сте бизнисмен, но на прво место мора да биде граѓанинот. Ако тој не ви е среќен, вие немате среќна држава, таа не може да ви оди напред. На кого на крајот ќе продавате? Ќе ви заминат сите. Бројот на младите се преполови во средните училишта, масовно иселување од државата. Може би тоа им е целта на одредени политички елити. Зошто? Па имаат контролирани гласови, партиски војници, преку нив помал одзив на изборите ќе собираат одреден број на гласови и ќе владеат инокосно со години и со години. Затоа мислам дека на следните парламентарни избори е вистинскиот момент граѓанинот искрено и реално да го крене својот глас. Дали ќе застане некој за нив? Да, секако. Ние ќе бидеме тие кои што ќе ги
предводиме во следните промени во државата кои што ќе бидат суштински. Со оваа порака би можело и тука некаде да го завршиме разговор. Неисцрпна е темата, можеме да зборуваме, вие сте одличен соговорник, можеме да зборуваме навистина премногу долго, меѓутоа имате други обврски и времето не гази помалку. Ви благодарам за учеството во емисијата и да се видиме во некоја друга прилика кога ќе имаме да соопштиме некои нови моменти на граѓаните, можеби и со некои поконкретни работи во делот на тоа од здружение во партија и во политика и така натаму и така натаму. Ми беше чест да ви бидам гостин, прекрасен соговорник и секако голем поздрав до Кочанчани и да го поддржиме проектот за наши Кочани. Така. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господинот Максим Димитриевски. Ви благодарам за вниманието со кое наследевте, пријатно и довидување.